Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, Bugarite imat golem zord, ja Mustafa, ja golem zord, Bugarite kurvo ustavot, ja Mustafa, ja golem zord, Bugarite kurvo ustavot. Каракачанов, јади лајна со две раце, можеш и со лопата како сакаш. Ке ти стои. О, многу јако ке ти стои. У принцип. И самиот, веројатно, гомната ги осеќаш за блиски, за родниња. Значи, не е работава само да се негира. Работава е од која позиција негираш. Ти и тој твојот Джамбаски негирате од позиција на јаничари, од позиција на изродени македонци, на изроди, одроди, како сакате кажете го, одводи, канализации, исто така. Вие немате една нормална мисла во главата, пошто сте празноглавци. И тоа што постојано повторувате дека сте дел од Европејскиот Сојуз и го триете тоа секому на глава, значи дека еден ден страшно ќе се покаете заради тоа. Ке дојде тој ден, Каракачанов, кај што ќе се обидете да го натерате светот да заборави дека сте биле дел од Европејскиот Сојуз. Како што го терате светот од 45-та наваму да заборави дека бевте дел од злосторничката оска на Адолф Хитлер. Вие, како татаро-монголи, од секогаш сте шурувале со нацизмот, со фашизмот, со тие форми уредувања на владење. Затоа денес толку блиски ве осеќаат во Европејскиот Сојуз, пошто и тие се истите како вас. Со тоа што малце поише глумат демократи. Вие не знаете ни да одглумите демократи. Така што вашата обседнатост со нас е епска. Тоа што сте полни себе, толку самоуверени, вашата сила, моќ, поради тоа што имате голем бекап, нели, членки на Европската унија, ООН, не ви е никаков гарант дека во наредниве години, може би деценија, ќе зажалите за се она со кое што се фалите денес и се удирате во гради. Точни околности и причини кои што ќе доведат до тоа у моментов не ги знам, може човек да шпекулира. Ама дека ќе дојде тој ден, ќе дојде. Пак ќе лижете таму кај што сте се посрале. Ќе лижете многу посветено. У тоа сум сигурен. Вие сте во суштина еден многу несреќен народ, кој што дошол од некаде пичке си материни од тамо негде, зад Кавказот или кој знае каде, и кој што си изгубил себе си, кога дошол на Балканот, па морал да прифаќа други вери, да позајмува други вери, да позајмува туѓи јазици, да позајмува туѓи традиции, да позајмува туѓи култури, да позајмува туѓ идентитет,
затоа што веројатно до тогаш не бил многу среќен со оној што го имал природно, биолошки што му припадна. Затоа сте несреќен народ. И оттаму доаѓа целото негирање на македонците од ваша страна. Немало северно македонци. Тачно е, нема. Оти македонци се македонци. Дали останале во она што денес го викаме Македонија, после Балканските војни, дали се наоѓаат на северот на Грција, дали се наоѓаат во Пиринска Македонија, македонци се македонци. Прашањето е, дали постојат бугари? Тоа е главното прашање. А ние сме биле тука од секогаш. Вие сте тие кои што сте дошле тамо негде, кој век било тоа? 7, 8 век. 7, 8 век, па ние беше тука, бре, како да ти кажам, цивилизации сме правеле, сме имале направено. Затоа, излегуваат сега, поима немам некои снимки вама тамо. Го гледам и Венко пак збори дека со преспанскиот договор се зачувал македонскиот идентитет, па као наводно председателката исто тоа го рекла. Видете, да ви кажем една работа. Све е тоа срање. Кога правиш нешто под притисок и уцена, не може тоа да е добро за тебе. Не може таа работа да ти носи корист, ако си ја направил под ултиматум или уцена или закана. Тој што ти се заканил, ти се заканил токму заради тоа да направиш нешто што не е во твој интерес, не е во твоја корист. Тоа е логиката, људи, тоа е рациото. Све друго е абсурд. Оти барањата се секогаш еднострани. Ние ништо не бараме, не само треба да им ги исполниме желбите и на грците и на бугарите. А се знае што бараат, што побараа грците, што добија. Добија промена на име. Како може да е тоа корисно, како може да се заштитил идентитет, кога тамо убаво ти стои дека географски ти го ограничува правото на тоа да реферираш кон некоја своја античка традиција, култура или појма немам што. Ти го ограничува. Ние немаме право на античката историја, како да ви кажам. Тоа мислам дека го има у договорот. Значи, више ние не можеме да го својатаме. Ние Александар Македонски, грците си го прават нивни. И секаде кај што ќе отворите, појма немам, тоа Google, Moogle, Википедија, ово, она, појма немам, Chat, GPT, ова, ќе ти кажа дека Македонското царство на Филип и на Александар, кралство, дека било грчко. И при тоа сите се прават глуви и слепи. Дека и Филип и Александар ги толчеле грцине, тие градовите, држави, тие шовиле, кога стигнат, каде стигнат. Мами име бале. И познати се говори на одредени антички, грчки историчари, кога со најпогрдни зборови се обраќале кон Филип, кон Александар, ги нарекувале варвари, значи не грци, значи никој што е надвор од грчката култура, традиција. И ние се доведовме во ситуација, после тие историски факти, значи постојат, ние се доведовме во ситуација да признаеме дека немаме право да реферираме на нашата античка историја. Шо има тука добро, бе? Шо има тука у заштита на идентитет? Пишуел ова, пишуел ова. Не, бе. Поентата е, ти си сменил име под ултиматум, под закана, под уцена. Точка.
Не можете лајното да го правите мед. Не можете никој, затоа што се коси на логиката. Како може да сме горди со некој договор кој е производ на ултиматум или на уцена? Тоа е, како да ви кажам, тоа е одење против себе. Тоа е само деструктивно. Тоа е лоша порака за наредните генерации. Бил заштитен македонскиот идентитет. Гледаме колку е заштитен. Оти договорот од Нивици бугарите го искористија да го стават во четврта брзина својот план за, или во пета брзина својот план за бугаризација на Македонија. Затоа Бојко толку упорно туркаше да се подпише промена на име. Затоа беше многу среќен кога подпишавме промена на име. Памтите Бојко Борисов колку беше среќен? Затоа што знаеше што следи. Затоа што тој им беше во план години претходно да се искористи како одскочна штица за она што следеше од бугарите по 2017 година. Толку е просто, толку е логично, толку е... Нема потреба да паламудиме, да филозофираме, да откриваме топла вода, па да видиме, чекај се, што пише овде. Па да толкуваме разни заперки, зборчиња, додавки, префикси, суфикси, во договорот паметни да се правиме, па експерти да викаме по телевизија, па они да објаснуваат. Видете, ја мислам дека ова македонско со цртичка националност, кур се тресе у пасош. Глупости! Глупости! Се ова се завршува со заклучокот дека ти си подпишал да ти се промени името под диктат, ултиматум или уцена на соседна држава. Точка. Ти си подпишал еден вид на дипломатска капитулација. Си клекнал пред странецот и си му е понудил главата или газото зависност од афинитетите. А тоа треба да подлежи под кривично гонење и се нарекува велепредавство. Никој не постапува, чак што више никој не ги ни регистрира, ниту пак ги санкционира испадите на лидерот на Социјалдемократскиот сојуз и неговите најблиски соработници, кога отворено се ставаат во служба на странска земја, во случај Бугарија, и упорно, секојдневно напрез бараат отварање на уставот и пуштање на оние одродени македонци кои што се нарекува бугари да влезат во уставот. Зашо правиме муабет понатака? Милион пати кажано, милион пати елаборирано, милион пати дискутирано. Джабе. Треба да знаат нашите власти дека ја го кажав тој предварено, сега малце поинако ќе го објаснам. Да не би да мислам да давам некоја од друга страна да го светлам решението. Шо го нуда, колку и да звучи тоа претенциозно, вообразено, арогантно. Значи, ние сме сега во таква незавидна ситуација, како држава, како народ. Власта, ВМРО ДПМН, премиерот Мицкоски се наоѓаат под страотен притисок на внатрешните непријатели, петата колона, бугарската агентура во Македонија, Софија како официјален центар на Бугарија,
останатите соседни земји. Нормално и членките на Европската Унија се наоѓа под страотен притисок да попушти, да се отвори уставот, да се внесат бугарите во уставот и со тоа да се потпише фактички да се отклучи последната, тоест да се сруши последната пречка пред федерализацијата или поделбата на Македонија. Во една таква ситуација, она што го кажувам, она што сега ќе го кажам, изгледа како научна фантастика. Но мислам дека е најдобро да се направи. Колку и да изгледа недипломатски, неотесано кажано од глумец, некој што не е у политиката, некој што не учел меѓународна дипломатија. Но ја резонирам малски, ја резонирам другачи. Ова е резон на малски, појма не, дипломат. У Малош учил дипломат. У аеродром на времето, дромска дипломатија. Во ваква ситуација влечеш тотално неочекуван потез, правило број 1. Потез што ќе бидеш лаканица не само за регионот, за целата Европска Унија, за сите во Европа. Шлаканица која што ќе мора да ја пренесат сите медиуми. Многу сериозна шлаканица. Тотално сулуда, ја би рекол, недипломатска. Неочекувана, не дипломатска, него неочекувана. А тоа е, ги прекинуваш сите билатерални меѓусебни односи со Бугарија. Нивниот амбасадор го прогласуваш за персона нон грата. Затвараш амбасада, затвараш граници кон Бугарија тотал. Со тоа и праќаш и порака на Европската Унија. До сега беше СДС вика дека ВМРО им кажал на ЕУ кој ВЕБ си иделе по свој колосек, сега знаете дека не вебеме 2%. Вистина е. Управо бил Филипче, 2% не вебеме, ама вака ви го кажуеме. Преку тој потек. Или ќе не сватите сериозно, вие како Унија без разлика што сме мали, дека сме брутално нападнати, најпримитивно, од една фашистичка банда, која што себе си се кажува дека е власт во Бугарија. Па вие видите. Ама ние тоа ќе го направиме. Веднаш после тоа, референдум на кој што народот ќе се изјасни за да даде легитимитет на оваа влада за следното што треба да го направи. А тоа е враќање на уставното име од 91 година. Референдум. Референдумско изјаснување. Аз знам дека може тоа и другачие да се среди ако се сака. Но референдум, легитимитет, црно на бело. Кога ќе излезе премиерот, кога ќе каже 90% или 85% од граѓаните на Македонија се за враќање на уставното име Република Македонија од 1991 и за поништување на предавничките, да стои тоа така во опис, на предавничките договори што ги потпиша Социјалдемократскиот сојуз со Грција во нивици и со Бугарија, оној за така наречено пријателство.
треба да се осети моментот. Тоа е сенс. Шо ќе ти направат? Баш ка си земја членка, за нив е членка на НАТО, партнер. За нив е бруката. Дека друга членка на НАТО, партнер на Македонија, ја кочи Македонија, пример на тој европски, така наречен европски пат. Нека пукне бруката. Една членка на НАТО ја прогласила друга членка на НАТО за непожелна и ги прекинала сите дипломатски односи со неа, и економски и секакви. Затворени граници. Амбасадорот, Ауфидерзен бугарскиот тука, назад во Пазарджик, кај живее тамо? Софија, Мофија, Русе, Пловдив. Назад. Нема муабет. И со ова фактички, со таков еден дромски дипломатски потез, ти им праќаш порака тамо горе дека си многу сериозен и дека стварно немаш намера да попуштиш. А со тоа си, како да ви кажам, се олабавуваш себе си, веќе не го имаш теретот врз себе, немаш што да се пренемагаш пред странскиот фактор или кон бугарите. Па ние сме за добри односи, па се надеваме на новата влада на Радев дека ќе најдеме заеднички. Кажеш, дипломатско срање, глупости. Му кажеш, ти мене не си ми пријател, јас тебе не те сакам затоа што ти мене не ме признаваш како човек, како народ, како култура, идентитет, цивилизација. Кој те ебе? Немам со тебе ја више дипломатски што да правам муабет. Убаво кажа ти, Каракачанов, оној што ти прави лошо во дипломатијата, му враќаш со лошо. Не можеш да очекуваш со добро дека ќе ти врати ако ти му правиш лошо. Така ли е, Каракачанов? Така е. Управо беше за тоа. Дечки, Каракачанов ви кажа што треба да правите. Веднаш да ги прекинете односите со Бугарија. Веднаш. Ви кажува човекот што треба да направите некој лошо, кога ви прави му враќаш со лошо. Тоа е логиката. Дромска дипломатија. И било каква малска дипломатија. Шо има тука чудно? Шо има тука тешко? Шо е? Равенка со 10 непознати, па мора сега да решаваме, некој да ја реши, да ја свати, диференцијали. Шо кој мој? Све е јасно. Шамарчина. Шамар, товарот од себе го ослободуваш. Нема веќе глуматање, нема веќе пренемагање, нема веќе травестија. И кажеш и на Европа, дечки, доста ни доаѓате, ова е нашиот став. Нема шо дипломати да ни праќате, нема шо да доаѓа, појма немам како се викаше тој португалецот ту гъз да му го начукам или не знам кој друг. Нема шо да доаѓа да ме убедува, бе. Неќам више да ме убедуваш, ја го кажав ставот. Толку со Бугарија. Кој вебе? Со вас? Исто така. Ама видете, ние ово, онај. Абе, кој вебе? Ако сакате нешто убаво да ни направите, да дојдете убаво да ни кажете, да стварно да помогнете у наша корист, бујрум дојдете, ќе ве сослушаме, нема проблем. Али тие финти, француски предлози у бугарска режија, епете себе, немаме више што да збориме со вас. Не знам, људи, толку е просто. Зошто е стравот? Што е проблемот? Тие гајле, референдум. Ама, господине, тој, како така сега името го враќате? Од 91-а, па нели го сменивме, нели тоа беше борбата, за тоа ве убедувавме, за тоа овакво правевме, онакво метани и правевме разни, за вие да го смениш. Што е сега? Ја не знам што е. Ете, народот си одлучи референдум. Јеби га! Ја не сум крив. Референдум си имаше бујрум, еве видете ги резултатите црно на бело, наблюдувач, имаше референдум, најдемократски чин. Народот реши, кој вебе сите? Не можам јас како премиер какова да идам против својот народ? Шо ќе ти кажат?
Шо ќе ти кажат? Да, ќе почнат да работат максимално, ќе се стават и они у пета, у шеста брзина, да те симнат побрзо од власт, само тогаш малце потешко ќе оди. Многу потешко ќе оди. Затоа што со еден таков чин, со една таква покажана одважност, храброст, државништво, ако сакате. Охо, цел народ ќе застане за власт во Македонија. Цел народ. Прашинка нема да смее да падне на нив. Тоа ќе биде една таква, како да ви кажам, ако сакате и не знам, најбрилијантно пиар решение како достанеш на власт уште 20 години. Популистички, точно така, ама ти си наместен од, ти си изгласан од народа да ги штитиш неговите интереси. Не да ќутиш, не да преќутуваш, не да играш цици-мици. Па фини сме, па дипломати сме, па не. Добро, очекуваме, па да, бе. Кажа, мрш бе, кој ве е бе? Абе, кој ве е бе? Кој ве е бе? Толку е мојаветот. Мора понекогаш така у животот за време на постоењето од државите, мора понекогаш да донесат една и таква ризична одлука, која што по сите дефиниција нели на мала, слаба држава не би смело да направиме таква работа. Зошто да не? Изненадување, ви реков, правиш нешто што го свртуваш вниманието на сите кон себе. Се факторизираш. Колку и да изгледа тоа тешко моментот, глупо, дипломатско гледање, некој е тамо по некои дипломатски буквари, ако гледаш без вез. Не бе, последици тоа ќе има. Во односот они што го граделе кон тебе. Ке речат, чекај бе малце, полека, да видиме, аха, добро, значи овие се многу сериозни во својата одбрана од она што го тврдат бугарите. Значи им е дојдено до овде веќе и од дипломатија и од циле миле и од ова она. Некој филозоф многу одамна рекол: ќутењето е одобрување. Ќутењето најчесто е и согласност. Тие не се глупи горе у ЕУ. Кога глеdaa дека ќутиме, или барем срамежливо се буниме, шо ќе помислат прво? Дека имаме ниска точка на топење, само треба да го најдат формулата како да, шо да направат, шо да бугарите како да се постават малце лево, малце за 10 степена по-десно, по-горе, по-доле, нешто македонциве да видиме што можеме да направиме, плюс нешто да дадеме, да им цалнеме за ова, ама ќе го потпишат кога и да е. Оставаш простор да веруваат дека може да те одоброволат, да те купат или како сакате. Доста ќутевме бе, доста игравме дипломатски и по дипломатски ноти. Не сме ни у ситуација да играме повеќе по дипломатски ноти. Ние треба да удриме силно по јајца. Знаете, мало кученце некој го подценуваш, го ти рибна за јајца кој ќе те фати? Знаеш ти Джамбаски за ова, затоа немаш јајца. Сигурно кучето, како ти има скокнато такво мало некој пикинезарче. Джик за јајца, отида јајца. Ќутењето е одобрување. Доста им одиме по кефот, доста им одобруваме, нека вида дека имаме една друга страна. Многу понезгодна, многу понепријатна. По таква ситуација, па кој знае кој може тогаш да ти се покаже за пријател?
може ќе си најдеш нови, интересни, поинакви, поверни, полојални пријатели во една таква ситуација кој ќе видат дека имаш карактер, дека како држава имаш интегритет. Ќе кажеш, чекај, јас можам да помогнам, симпатични ми се македонци, јас ќе им помогнам. Како држава, како. Не знаеме. Ето тоа. А ти, Каракачанов, и ти, Џамбаски, како да ви кажам, ќе се опростам со вас со Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, бугарите имат голем зорт, ја Мустафа, ја голем зорт, бугарите курво уставот.